Денеска е среда, а секоја среда живееме здраво со доктор Александар Митов, нашиот, јас често велам, резидентен експерт за здравје и здравствени проблеми. Доктор Митов, добро утро. Добро утро. Како што гледате, јас си носам маска и кога разговараме на Zoom, некои од колегите велат, па добро, сега не мора да претеруваме со маските, меѓутоа јас мислам дека е тоа и символично важно. Добро, понекогаш ги вадиме, но пораката и самите наши гледачи кои што не следат да разберат дека носењето маски е важно, а и ние немаме некакви големи студиски капацитети, па сепак настојуваме со овој редуциран персонал што го имаме, сепак да бидеме сите под заштита. На темата на короната сме, Александар, утринава, доктор Митов, поминаа веќе значаен број месеци, мислам дека во светот се сведуваат и аналитички и прогнозерски искуствата од сето ова ништо поминаа здравствените системи. Денеска помалку би сакал да говорам за медицинските аспекти од тоа, а повеќе да ве замолам за една, како да кажем, за една здравствена лекција која што можеби ја научивме. Кои се досега искуствата за здравствените системи од оваа неверојатна, да кажем, една изненадувачка, рапидна, глобална пандемија која што ги потресе најголемиот дел земји во светот? Се истакнува на преден план тоа што ние на еден начин до некаде и го знаевме. Меѓутоа не бевме свесни за степенот до кој што ќе се истакне. Дека нашиот здравствен систем, вклучително и здравствените системи на сите западни земји, едноставно не е дизајниран да се соочува со пандемија од ваков калибар. Нашите здравствени системи се дизајнирани за соочување со кардиоваскуларни болести, со малигни болести, со диабет, со сите други работи кои што до лани оваа време бевме навикнати дека се 99% од работата на нашиот здравствен систем. И тоа што ни се случи нам и на сите западни системи на еден начин ни направи еден шок, бидејќи не фрли во ситуација во која што ниту еден здравствен систем западен не бил над 100 години. Бидејќи тоа нели последниот пат кога сме се соочувале со еден таков вид на пандемија. Од друга страна, го гледаме искуството на азиските здравствени системи, кои што неколку пати во изминатите 50 години се соочуваа со вакви, не до овој степен се разбира, но имаа некои кратки појави на вакви заразни болести, горно-респираторни болести, кои што брзо се ширеа и, например, во Кина веќе беа воспоставени низа на болници, на такви како што нели сега кај нас зборуваме за тие ковид центри кои што треба да се градат низ цела држава, каде што тој пациент вие можете од старт, од моментот на суспектност, на сомнителност, да го одделите од остатокот од здравствениот систем. Бидејќи тука е главниот проблем. Тие пациенти да не ги помешате со останатите. И затоа нашиот систем се блокираше на еден начин. Првото искуство, првата лекција е таа. Лекцијата е дека времето на пандемиите не е завршено, колку и ние во изминатите 100 години да го мислевме тоа, и дека треба сите здравствени системи тоа да го имаат предвид. Доктор Митов, пред да преминеме на второто. Многу е занимливо што го говорите, бидејќи Европа, па и развиениот Запад, ние не сме во тој развиен Запад, но припаѓаме кон Западот и заради нашата европска географска местоположба, така е. Некако пандемиите, епидемиите воопшто ги третираше повеќе како афричко-азиски здравствен феномен. Може би е тоа причината што земјите во тие делови од светот покажаа подобар капацитет со носење со пандемиите, дока овој развиениот свет, кој што може да ви вгради нов мозок во главата, не може да ве заштити од вирус, бидејќи како помалку да се заборавило како треба да се однесува здравствениот систем при вакви ненадејни и заборавени болести како што се овие пандемиски вирусни ширења. Многу сте во право и тука се дојде малку и до колизија на начинот на кој што европјаните, да речеме, или луѓето размислуваат однесувањето во современите демократии. Оти ние претходно бевме навикнати на западните земји барем, еве и ние да се вклучиме кај нив, на изјаснување на мислење, на потреба да се ствари некоја информација. Тука имате состојба следна. Пожар се случува во зградата и одговорниот здравствените власти вели сите надвор. Значи, експлицитна, кратка наредба која што
не остава простор сега ние да почнеме да се молиме, да се убедуваме, да па сега ама ова и тоа така функционираше во источните земји, кои што де факто покажаа многу подобра контрола на оваа пандемија моментално. Вие земете го еден Виетнам, кој што има помалку од нас смртни случаи, ја има 100 милиони население. Меѓутоа, Виетнам, уште на самата вест кога дојде од Кина дека нешто вакво се појавува, уште во јануари лани тие ги затворија границите. И веднаш почнаа да се однесуваат адекватно како на тоа дека така како што треба. Нашето нечкање, вака да употребам колоквијално, нели, нашето убедување, молење, ова треба, она треба, се знае што треба. Мислам, на почетокот имаше конфузија кај нас. Кај азијатите немаше. Тие од сам старт почнаа со маски, со изолација, со затварање на зоните кај што требаше. Ние само требаше, како сите европски земји, да го видиме нивниот пример. Не е уште доцна малку да прифатиме од нивното однесување адекватно на оваа ситуација. А тоа е да прифатиме да бидеме дел од тој систем на спроведување на мерките. Многу пати ќе чуете дајте мерки, дајте мерки. Тоа се мерките. Носење маски, држење дистанца. Тоа мислам дека и деновиве тоа го повторуваат и здравствените власти. Следното е само полициски час, меѓутоа тој полициски час нема да даде поинаков резултат доколку овие мерки досега не се почитуваат. Сакам да ве прашам и кои се очигледно е дека сега ќе мора после целава оваа пандемија и после епидемијата, говорам и за Македонија, да се направи едно ново планирање на здравствените стратегии, ако смеам така да кажам, капацитетите, ресурсите, планирањата, образовните пристапи кон докторите и така натаму. Ме интересира токму тој дел околу работната сила. Знаете како во вашата професија, како и во сите други професии, секогаш имало поатрактивни и помалку атрактивни делови. Предпоставам дека да се биде епидемиолог не е веројатно првиот избор на луѓето кои сонуваат да се занимаваат со медицина. Некако за бившите колонијални сили тоа е можеби врзано со некакви тропски клими и таму каде што имале колонии по Африка и така, имаат школи и така натаму, но во Македонија предпоставам да се биде епидемиолог така, веројатно не било баш толку атрактивно колку да се биде хирург или кардиолог и така натаму. Што значи тоа токму во оваа смисла, доктор Митов, околу идното планирање на кадрите, па дури и како да кажам, некаква државна стратегија околу тоа кој што ќе специјализира и какви ќе бидат тие бројки? Господин Ордановски, ќе ви кажам како е кај нас неколку децении, моментално, и како треба да биде, односно како е во останатите европски земји. Една многу убава компарација. Кај нас, за жал, е тоа што го кажавте вие, поделбата на медицинските гранки на атрактивни, наспроти неатрактивни, наспроти сите сакаат хирургија, гинекологија и не знам што друго, а ретко кој сака инфективно, за епидемиологија па уште помалку да зборувам, или некои такви кои што се испоставија многу важни. И сега вие имате една ситуација кога не можете вие преку ноги да создадете ниту анестезиолог, ниту инфектолог, ниту епидемиолог. Значи ова се професии кои што вам ви треба минимум 5 години за некаков зародиш и тоа ќе биде без искуство. А ако треба да изградите еден добар специјалист во било која од овие области, сметајте 10 години најмалку. Не е ли тоа исто така една ситуација на пазарот, доктор Митов? Денеска да се биде кардиолог, значи многу подобро да можеш да се продадеш во приватниот сектор, отколку да се биде епидемиолог и да бидеш осуден на државни институции. Точно, но знаете како е тоа решено во западните земји? Решено е на начин што кој ќе си го заработи тој момент преку студирање, преку резултатите кои што ќе ги покаже, нека повели, има право да бира што ќе специјализира. Франција, Грција, соседна, прави ранг листа на студентите кои што го завршиле факултетот со оценки, со резултати, со се. И вие колку сте погоре на таа ранг листа, толку повеќе имате право да одберете и што побрзо, која година, која специјализација ќе ја почнете и каде ќе специјализирате. Поминели, го изгубите ли тој ред, одите подолу, тоа што ќе ви остане, на тоа ќе се нафатите. Или нема да специјализирате. Кај нас се појави една можност за желботека, јас сакам да специјализирам што мене ми одговара. И тоа е неколку години назад кај нас, мислам децении веќе кај нас тоа. И тука нема државна стратегија. Инаку да,
Дозволено ви е да бирате ако покажете резултат во текот на студирањето. Да не се фалам, јас сум го завршил медицинскиот факултет со 9,9 просек, и јас ќе имав право во еден таков систем да бирам каде, како и на кој начин ќе специализирам. Но како оди подоле тоа, така едноставно тоа право секому му е дадено ако го заслужи. Тоа ме води и кон следното прашање кое мислам дека се допира и за ова што го говорите, но се допира и за една состојба во која посведочивме дека практично епидемијата речиси да се препушти само во раце на политичарите, па дури и политичарите од здравството. Низа од институции кои што ги имаме во Македонија, кои што се научни, институтски, здруженија, невладини и така натаму, некако како да остана, како да кажам, надвор од целата таа општествена полемика, реагираат само кога се синдикални прашања доведени во прашање, значи плати, додатоци, ноќни, дневни и така натаму. Да не кажем дека имаме голем професорски научен кадар, не видовме истражувања околу областа, не видовме некакви, јас неколку пати повторувам, статистики кои би можеле да ни помогнат за тоа да направиме подобри прогнози и да ги подкрепиме политиките и така натаму. Има ли тука поуки за тој сектор во ова што е формално здравство? Имено, знаете како, ние имаме генерален проблем во државата и не само ние, туку повеќето балкански земји на соодносот на интелигенцијата или на академскиот кадар со политиката. И тоа е веќе една поголема општествена дилема во која што нема да навлезам. Меѓутоа, како што е во останатите области, истиот сооднос се пресликува и во здравството. Но тоа во здравството, особено во вакви моменти, покажува големи последици. Впрочем, ние имавме тука и малку некои две фази, да речеме. Првата фаза беше во оваа цела наша пандемија која што ја поминуваме. Во првата фаза вие имавте многу подоследно спроведување на мерките препорачени кај нас од Комисијата за заразни болести. Во вториот период, некаде, не знам, од летото па навака, имате некое балансирање на повеќе социјални интереси, на повеќе влијание, на општествено влијание на економијата. Го разбирам тој момент, не го порекнувам. Меѓутоа може да се оцртат тие два различни периоди. Ние општо во медицината го имаме и кај нас проблемот, особено нагласено, дека стручниот момент не се става на преден план. Дури, например, знаете како, заразена е медицината или здравствените власти со таа доза на популизам. Например, убаво е да има, еве сега ако вака, убаво звучи, но не е убаво за здравствениот систем, например, да има центри за одредени интервенции во повеќе градови во Македонија. Дали се тоа за стентирање, за кардиолошки или било какви интервенции, да речеме, вака на граѓанин или за политичар да го каже, убаво ќе звучи дека го има и во Скопје, и во Тетово, и во Струмица, и во Штип. Нели така е допадливо дека се грижиме за сите, работиме за сите. Но медицината вели вака, било кој центар стручен, ако го отворите, а нема доволно медицински, ќе се изразам, волумен, односно број на пациенти, вие правите де факто погорема белја. Зошто? Нели беше популарно дека сакаме сите можни трансплантации да ги развиваме во Македонија. Не е можно. Зошто? Заради тоа што тој хирург кој што треба да оперира, ако не направи волумен од X операции на година, 200, 300, 400, тој го губи фатот. Тој не може добро да оперира. А предпоставам дека и статистиките на тој начин се многу полоши од кога се работи за 10 случаи, од кога се работи за 500 случаи. Имено, ама и нивото на грешки драматично ќе порасне. И затоа, например, советите од Австрија конкретно кон нас кога беа, например, еве за делот за трансплантација го земав како пример за да биде попластично. Советот беше вака: или нафатете се да го работите како што треба, или подобро воопшто не го правете. Оти тој систем, ако не е целосно направен како што треба, повеќе ќе произведе смртни случаи отколку што ќе реши. И затоа треба многу внимателно вовде, ние сме многу мала земја и тешко го прифаќаме тоа. Например, кога Балканот би бил малку поинаков од тоа што е сега, центар за одредена работа медицинска ќе биде во Скопје. Друг центар би бил во Софија. Трет центар за екселенс, за тоа што се нарекува за совршено медицинско пристапување, професионално лекување, би бил во Белград или во Солун. Не можеме ние во Скопје да имаме се. Просто нема волумен медицински кажано. Значи,
Само сакам да бидејќи имаме уште една минутка, доктор Митов, а вашето мислење е значајно и за вие престојавте долго време и во Велика Британија, го знаете британскиот NHS National Health System во детали, а тоа е сепак едно од најразвиените европски здравствени системи. Ме интересира која е улогата на коморите лекарските здруженија во тие општества, во професионалните и во политичките дури одлуки и политики кои што се кројат во однос на професијата. Кај нас комората некако ретко ја слушаме, затоа ве прашувам дали е тоа наша некоја специфика или е и тоа така и во другиот дел од светот. Изворедно важна е улогата на тој тип на еснафи, нели на стручните тела, на фелата што ќе каже. И тие имаат пресудно влијание. Например, еве ако збориме за така наречен стручен надзор, што се случило во болница таа и таа, дали добро се работело според медицинската пракса, според медицина базирана на докази. Тоа не е работа на државата да го провери, тоа е работа на стручните тела кои што треба да излезат на терен и да го видат и тие да изречат дали некому би му била одземена лиценцата или не, а дополнително нека државата си гони правна ако има потреба, ако е направена некоја грешка од таа гледна точка. Но стручните се тие кои што го дефинираат протоколот на лекување. Ние сега сите нели чекаме, ај министерството да ни дало протокол за како требало да се лекува овој. Не е работа на министерството да пропишува протоколи за лекување. Значи, не може, например, кардиолошката секција да биде надвикана од било која институција државна. Кардиолозите сами треба да кажат на кој начин таа ситуација со која што тие се соочуваат, во дослуг со нивните колеги од Европското кардиолошко здружение, од светското, од американското, тие би требало да ги дефинираат кои се тие протоколи по кои што тие ќе работат. Бидејќи кој друг да каже освен тие самите, тие знаат. Не ли ве чуди помалку, доктор Митов, што овдека полемиката е дали опозицијата и власта, здравствените комисии комуницираат, а всушност никој не се занимава со тоа дали овие стручниве тела и така натаму, дали тие се доволно консултирани, па и подготвени самите да бидат консултирани. Ама именно знаете каква перверзија е тоа. Колку е смешно, например, лабористичката партија сега, која што не е на власт во Британија, ако Британија земавме, да земе да си дозволи да коментира медицински протоколи. Да. Значи, прво ќе биде доживеано ќе биде пред се од стручната јавност како што забегаа луѓе во која област отидоа. Па и како скандал, да. Скандал. Заради тоа што се знае кој треба на стручен, независен начин, ни политички, ни ваму, ни таму. Значи, стручните тела на сосема стручен јазик, врз докази, врз медицински докази, да го каже своето мислење. И тоа мислење да држи, и тоа мислење да биде почитувано. Оти ако е темата кардиологија, кого ние да почитуваме освен кардиолозите во државата? Последниот збор е нивен, впрочем, не е предмет за дебата на Фејсбук. Значи не е предмет за ние што мислиме останати. Доктор Митов, значи стручњаците велат дека овие наши разговори се едни од најгледаните на нашата програма, ама и тие мора во еден момент да завршат, бидејќи ние имаме и други гледани содржини. Денеска малку отидовме некоја минутка, со вас се секогаш интересно да се разговара, ама ќе се видиме следната среда, секако ќе продолжиме на овие и слични теми. Александар Митов, благодарам за вклучувањето од домашни корона услови преку Zoom.